Во Штип денеска се одржа инфосесија за ИПА-2 механизмот за граѓански организации за периодот од 2014 до 2020 година. Александар Колековски од Евротинк истакна дека во овој механизам се вклучени 300 невладини организации во земјава кои можат преку партнерство да аплицираат за проекти кои ги финансира Европската Унија. Конкретниот повод за денешниот настан во Штип е повикот вториот повик за регрантирање кој што го имаме во рамките на проектот IPA2CSO, кој што е проект финансиран од Европската Унија во рамки на програмата за граѓанско општество и медиуми. Какви проекти ќе поддржуваме? Поддржуваме локални проекти и иницијативи кои што се организирани на локално ниво. Колековски истакна дека буџетот на овој проект е околу 40.000 евра, а ќе се доделуваат грантови од 3.000 до 5.000 евра, а проектот треба да се реализира во период од 6 месеци. Две насоки имаме. Првата насока е мрежување на граѓански организации сами помеѓу себе и вториот е мрежување или создавање на синергии со државни и недржавни чинители пошироко од граѓанското општество. Целта на проектите е да се опфатат локални проблеми или потреби на граѓаните во општините во земјава.